На денешен ден, точно пред една година, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев ја презеде функцијата. На локалните избори во октомври минатата година, на кои оствари предност од 3700 гласови во однос на против кандидатот Радко Димитровски, Илиев реализираше победа уште во првиот круг, пошто следуваа правно-формалните и законски рокови пред да седне во градоначалничката фотелја. Една година подоцна, осврнувајќи се на активностите што се реализираа во гостувањето на програмата на Канал 8, тој ја потенцираше наследената лоша финансиска состојба и задолженоста на општината. Според него, тоа бил еден од најголемите предизвици на стартот на мандатот. Имавме доспејани во моментот на преземањето на функцијата, доспејани обврски од 49 милиона денари, нешто што на вистина беше загрижувачко. Во меѓувреме ни достигнаа уште фактури за 27 милиона денари и вкупниот долг одеднаш порасна на 76 милиона денари, нешто што многу не загрижуваше. Меѓутоа, благодарејќи на периодот во кој што влеговме, каде што немаше активности, немаше јавни набавки кои ствара нови обврски, периодот го искористивме за враќање на долговите и со затварање на вентилите кои испуштаа нешто повеќе вода од колку што треба, успеавме со рационализација на трошоците до крајот на мај да прогласиме општина без долгови. Со динамиката која одиме и начинот на кој го направивме или цените по кои е договорен превозот на учениците и со блок дотациите што ги добиваме, храбри сме да кажеме до крајот на идната година очекуваме најголем дел од обврските во делот на превозот за останатите обврски да бидат измирени, евентуално значи ќе ни бидат потребни година до година и пол дена максимум да ги расчистиме сите долгови и во делот на образованието. Осврнувајќи се на проектите што беа најавени и што треба да се реализираат во наредниот период, Илиев рече дека голема пречка била неусогласеноста на генералниот со деталните урбанистички планови, поради што активностите во изминатата година биле насочени во тој правец. Во Кочани според деталниот урбанистички план немаше предвидено градежна парцела каде што ќе се гради детска градинка. Нешто за што ни е потребно една година да го измениме. Значи, една година, иако уште на почетокот конкуриравме за изградба на детска градинка на повикот од страна на Министерството за труд и социјална политика, каде што добивме позитивни сигнали дека е можно тоа да биде финансирано од страна на Министерството, ние немавме соодветна локација. Во истиот момент почнавме да работиме и верувајте до понеделникот. Во понеделникот потврдија дека е завршена ревизија на урбанистичкиот план за градска четврт број 9, каде што испроектиравме и детска градинка. Сакаме да предвидиме, односно проектираме катна гаража во централното градско подрачје со повеќе парки места, помеѓу 200 и 300, зависно од просторот што сега се разработува, значи она што ќе ни биде дадено како можност, значи една од пречките за отпочнување на барање на инвеститор или конкурирање, аплицирање во некој повик од страна на владата, до сега ни е оневозможено, бидејќи ние ниту имаме според деталниот урбанистички план предвидено катна гаража, а уште помалку проект за катна гаража, како и за многу други работи. Илиев нагласи дека во тек е постапка за решавање на статусот на жителите од старата касарна, за кој е обезбедена локација за изградба на објекти за нивно сместување. Исто така ќе бидат отворени и 2 паралелки за ран детски развој во Кочани и Тракање. Истовремено, тој ги повика граѓаните со своји иницијативи да се вклучат во работата на локалната самоуправа, посебно во решавањето на инфраструктурни и други проблеми. Таа политика или политичка поделеност, јазовите помеѓу двете политички партии се приметува од време на време и во Советот, од причини што на вистина проекти кои ги нудиме се гласат, меѓутоа без дебата. Нешто што е недопустиво за едно демократско општество. Значи, ние нудиме да транспарентно однапред донесуваме буџети и кажуваме која улица ќе се гради, транспарентно, пред да почнеме, отвараме дебата. Таа е дебата за да видат граѓаните што ние ќе работиме во следниот период, а советниците да кажат и да не коригират. Можеби ние грешиме. Не таа улица, друга улица има приоритет. За жал, тие одлуки поминуваат без дебата. Да, едногласно, согласање во Советот. Точно така. И тоа покажува дека проектите се добри, меѓутоа, иако се проектите добри, тие сепак заслужуваат еден вид на дебата. Иако се уште е рано за планирање во врска со можностите за кандидирање за уште еден мандат,
Илиев смета дека такво нешто не би прифатил. Моето место нити е во политиката и во ваква констелација не размислувам за втор мандат. Размислувам и желбата ми е да ова што го работам заврши што е можно побрзо и да направам што е можно подобри резултати за граѓаните на општина Кочани и на ништо повеќе. На крајот од неформалното обраќање во јавноста, градоначалникот Илиев оцени дека за неговото работење, не само за овој едногодишен период, туку и воопшто за целиот мандат, очекува оценка да дадат граѓаните, без разлика дали на локалните избори гласале за него или не.